Вашата здрава навика, фактор здравје, овде е точно на исто место и во исто време. Ви посакувам добар ден и добре дојде и денеска, каде како тема ќе ве сретне она што денеска ви го нудиме. Инвазивни диагностички методи во гинекологијата и акушерството, тема која што денеска фактор здравје заедно ќе обработи со приватната здравствена установа, специјална болница за гинекологија и акушерство и ИВФ Центар за асистирана хумана репродукција, плодност од Битола. Кој од тимот на плодност е денеска нагости само и само за вас, ќе откриете по првиот блок реклами. Останете во наше друштво. Инвазивни диагностички методи во гинекологијата и акушерството е денешната тема во фактор здравје, која што споменав ќе обработиме со болницата Плодност од Битола, референтна веќе и призната установа не само кај нас, туку и во светот, која што секојдневно ви е достапна на 047 208 880 на нивната страница на глобалната мрежа plodnost.com.mk или директно можете да ја посетите оваа болница на улицата Асном Безброј, каде што можете да закажете термин да се советувате и се она што не ви е јасно од оваа област да ви биде разјаснето. Денеска од тимот на болницата Плодност од Битола споменатата тема ќе обработиме со доктор Владимир Поповски, специјалист гинеколог акушер, кој што и денеска специјално е само за вас во фактор здравје. Добар ден, докторе, и како патувавте? Добар ден. Добар, не беше топло, предпоставувам, воопшто. Во колата не беше топло, малку на патот се работи, меѓутоа се беше во ред. Веќе се научивме долго време да се работи. Инвазивните диагностички методи во гинекологијата и акушерството досега многу пати сме ги споменувале во однос на проблематиките кои што сме ги обработувале со вашите колеги и со вас лично, но денеска подетално ќе се запознаеме на нив. За да направиме дистинкција или разлика, што ги разликува во однос на неинвазивните диагностички методи? Па прво само да кажеме на што одлучи каменето да презентираме оваа тема, заради тоа што многу често ги спомнуваме овие процедури во многу излагања, едноставно информативно да им прикажеме и со видеоснимки во живо од нашата болница, од практичната работа, да се запознаат како изгледаат тие методи, оние кои се најчести, не сите, да добиат некоја информација како се изведуваат, бидејќи постојат доста непознаници, стравови, да речам, кај пациентките за примена на одредени методи, дали тоа боли, какво и така натаму. Кога речеме инвазивни диагностички методи, тоа автоматски значи дека постојат и неинвазивни диагностички методи. Значи, која е разликата? Неинвазивните диагностички методи немат, така условно речено, никаква инвазија. Пример, гледање на ултразвук, снимање на рентген, земање на пап тестови, например, во гинекологија, додека инвазивните диагностички методи применаат некоја мала инвазија, убод со игли, мали, да речам, интервенции, односно пресекување на кожата, милиметарски зборуваме. Значи, некој степен на агресија, далеко од нешто болно, нешто непријатно или така. Тоа е таа разликата. И сигурно она што ги разликува покрај она што неинвазивните нема, како што рековте, агресија, дали инвазивните во однос на неинвазивните значат конечна диагноза? Значи да, тука е една многу битна разлика. Неинвазивните методи скоро секогаш представуваат методи со кои што се открива постоење на ризик, на некој отстапување од нормала, на заболување и така натаму, додека пак инвазивните диагностички методи се применуваат најчесто кога се открие постоење на некој ризик и некоја неправилност, за да се постави со нив конечна диагноза. Значи последниот збор во диагнозата, потврда или отфрлање на сомнението се поставува со инвазивните диагностички методи. Тие го кажуваат последниот збор. Кога ги спомнуваме, кои се најчестите или да направиме едно набројување на овие инвазивни диагностички методи во гинекологијата и акушерството и на кои ќе се задржаме со повеќе поинти, односно со практични ваши искуства? Значи, јас се одлучив да зборувам за 3 диагностички методи кои ние ги применуваме. Едната е во акушерството, поврзано со плодот, една е во домен на гинекологија, а една е во домен на поставување диагноза на промени на дојките. Еве, повелете, ваше изборот за која прва? Прво ќе зборуваме за амниоцентеза, тоа е земање на плодова вода за диагноза на одредени отстапувања од страна на плодот, хромозомски првенствено отстапување. Постојат и други диагностички методи, уште 2, за откривање на тие отстапувања во хромозомите кај плодовите, меѓутоа, јас нив само ќе ги спомнам,
ние не ги работиме, ќе ги спомнам затоа што едноставно од некои технички, транспортни проблеми и така натаму, ќе спомнеме другите методи. Значи, ова е амниоцентеза, технички ова е аматерска снимка од кај нас од нашата болница, како тоа се изведува. Ова е амниоцентеза земање на плодова вода. Значи, под контрола на ултразвук се одредува местото од каде што најбезбедно можеме да земеме плодова вода со убод на игла, се влегува во тој џеб, да речем, кој е најголем, најбезбеден. Целта е да се избегне било каков контакт со плодот, исто целта е да се влези во зона кој што е шо подалеку од постелката и да се добие одредено количество на течност, околу 15 до 20, обично 20 мл на течност. Што значи ова амниоцентеза, во која гестацијска недела се прави и кои се индикациите за примена на ова инвазивна диагностичка процедура? Да, значи ова е уште една, што гледате на екранот, уште една таква постапка, кога е снимка, пак ќе речем во живо, што се работи кај нас. Амниоцентезата постои рана и касна амниоцентеза. Ние најчесто користиме и најчесто се применува за диагнозата рана амниоцентеза. Тоа значи земање на плодова вода меѓу 16 и 18 недела на гестацијата, на староста на бременоста, значи во распон некој од 15 до 20 недели. Тоа е рано. Зошто се зема во тој период? Заради тоа што има доволно количество на плодова вода, лесно можеме да добиеме од една страна и од друга страна. Ја земаме, поставуваме диагноза во период, во старост на бременоста, каде што ако се јават, ако откриеме некои такви неправилности на плодот, кои носат последици на тешки и ментални и физички, отстапување од нормален плод, малформации и мани, дозволува да се прекине таа бременост. А иначе може и касна амниоцентеза да се прави, тоа е после 32-та недела, или практично во секој момент можеме да правиме амниоцентеза, меѓутоа касно се прави за утврдување на зрелоста на белите дрови на плодот и тоа. Она што ме интересира е која е индикацијата или дали има воопшто контраиндикација за примена на амниоцентеза, односно ова инвазивна диагностичка метода. Значи, амниоцентеза, кои се причини, кои се индикации кога ние сугерираме амниоцентеза? Прво е возраста на бремената жена. Значи, возраст над 35 години. Сега, ако зборуваме за возраст, постојат одредени места, одредени држави, каде што таа граница се поместува и нагоре. Пример, во Словенија, искуство од клинички центар Лјубљана, беа наши две колечки таму на престој, на едукација и престој, собирање искуства таму, после 37 година земаат на возраст. Зошто се зема на повисока возраст, да речем? Не зборам дека жените се стари на 35 години, меѓутоа на таа возраст, заради тоа што инциденцата, ризикот за појава на такви хромозомски отстапувања од типот на Даун, тој е најпознат како монголиди, значи е поголем со возраст. Над 40 години се зголемува уште повеќе. Тоа е прво. Второ, ако постои при скрининг на бременоста на плодот, скрининг, мислам, че ние имаме разговарано, имаме овде некој излагање за скрининг, тоа е проверка на плодот на ултразвук и со помош на биохемиски анализи кои покажуваат постојање на ризик да тој плод има отстапување хромозомско. Значи, ако скринингот, тестот, скрининг значи прочушлување, чешлање, триажа, значи ги селектираме тие што се ризични од постојање на хромозомски аномалии и тие кои што не покажуваат ризик, за потврда, за конечна диагноза, тогаш се применува амниоцентезата. Значи, таа го дава последниот збор за диагнозата. После во случаи каде што дава податок бремената жена дека во незината фамилија има некои наследни заболувања хромозомски, потоа во случаи кога постои податок дека претходните бременности имале некои такви отстапувања кај плодот во смисол на хромозомски отстапувања. И сега некои помали индикации, поретки индикации, значи тоа е 99% се прави за ова, 1% е само за друга диагноза. За некои метаболни заболувања, анеми, откривање на инфекции, култивирање за бактерии и така натаму, меѓутоа тоа доста брзо. Се пише во литература таму и за одредување на полот. Полот го гледаме ние на ултразвук, така да нема потреба не е потребна амниоцентеза.
и за одредување на зрелоста на белите дробови на плодот, земаме плодова вода. То ретко пак ќе речем го применуваме за да се открие дали постои зрелост во случај кога треба пред време да прекинеме бременоста. И уште еден аспект во однос на оваа процедура ме интересира дали има контраиндикации и резултатите. Што ми ја земете плодовата вода, дали веднаш се анализираат и го имате резултатот? Па контраиндикации има, па не можам да набрам некои контраиндикации посериозни, практично нема, освен ако се работи за некое сомнение за можност за предвремено породување, предвремени болки и крварење некое кое што може да се потенцира или да испровоцира некои компликации од типот на предвремено породување, предвремени болки, предвремено отварање, спонтани абортуси или некои крвни заболувања кои може да бидат пратени со зголемено крварење. Иначе други контраиндикации не држи значи она дека после амниоцентеза може да дојде до абортуси. Сега бидејќи тоа го имам прочитано. Да. Сега знаете, секогаш постои одреден степен на ризик. Колкав е ризикот од тие компликации несакани кај амниоцентеза? Значи ризикот е негде се движи статистички во различни земји од 0,5 до 1%. Значи едно дете на 100 можеме ние да го изгубиме. Зошто? Заради предвремени болки, предвремено отварање спонтан абортус, прскање на воденакот предвремено кое е последица, повторно спонтан абортус, крварење, инфекција е релативно поретко. Вичете, презимето е дека 1% може да се случи губиток на плодот спонтан абортус. И тоа му се укажува и тоа го знаат. И во однос на резултатите ме интересира, уште во однос на амниоцентезата, кога се, дали веднаш се евидентни или се врши анализа после земањето плодова вода? Значи вака, кога се земи плодова вода се врши анализа. Постои една брза метода која исклучиво ги диагностицира отстапувањата само во 3 хромозоми, 27, 18 и 13, може да за вас не ви значи ништо. Тој 27 е најпознат. Значи кога има еден хромозом повеќе на 21-иот пар, тоа е кај Даун синдром, кај монголоидни деца. Само за тие трите резултатите се добива за 2-3 дена. Тоа е нешто понова метода, да речем последно време се работи, а има уште класичниот начин кај што се прави не само одредување на бројот на хромозомите, ами и структурата на гените во хромозомите, кај што се прават посериозни и подетални исследувања и за други наследни заболувања, крвни заболувања, метаболни заболувања, како носители на тој плод. Во тој случај резултати се добиваат 2-3 недели се потребни. Ние работиме секогаш уште по 2-3 недели класичен начин. Мислам, работат, не ние носиме плодовата вода на испитување. Чинам дека имаме некого на линија, дали сум во право? Добар ден, повелете. Добре, јас ќе ве поканам на 6091924 и 6091925 да бидете дел и денеска во Фактор здравје. Зборуваме со доктор Владимир Поповски, специјалист гинеколог акушер од болницата Плодност, а темата која што ви ја нудиме е насловена инвазивни диагностички методи во гинекологијата и акушерството. Во продолжение, вториот блок реклами. Телефонските броеви ги имате на вашите мали екрани, слободно јавете се и бидете дел од денешната тема во Фактор здравје, а разговорот со доктор Поповски го продолжуваме со моето следно прашање, зборувајќи за амниоцентезата. Дали постои сепак алтернатива на оваа диагностичка метода? Па значи постојат и други инвазивни и неинвазивни методи како алтернатива на амниоцентезата. Една е хорион биопсија. Тоа е практично земање делчиња, парченца од ресички зачетоци на постелката, меѓутоа се прави тоа доста рано. Од 10 до кај 13-14 недела. Значи со една посебна тенка игла под ултразвучна контрола преку стомах, може и вагинално тоа се избегнува сега, се боцка и се земат парчиња од хорионски ресички, викаме тоа се зачетоци на плацентата, за истото испитување. Предноста е, заради тоа што доста рано се поставува диагноза за вакви отстапувања хромозомски, па ни дава комодитет да завршиме бременоста на 3 месеци, друго е да завршите на 3 месеци, ако треба да се заврши, друго е на 5 месеци да завршите. Меѓутоа, од друга страна, па лоша е особина што малку ризикот за загуба на плод и е малку поголем. Процентно не е многу, например, ако е овде 1, таму е 2%, 3%, меѓутоа ризикот е малку поголем. И има алтернатива една која последно време се промовира и во светот повеќе се некако форсира, го има и кај нас, тоа е биохемиски
Тест, значи преку крвта на мајката, земање на крвта на мајката, се одредува дали, тоа се молекуларни испитувања, дали постои кај плодот ризик, не ризик, него дијагноза, дали постои сомнение или потврда за постојање на овакви хромозомопати од типот на Даун синдром, значи монголиди, или не. Ако тестот е негативен, тогаш сигурно е негативно, Значи наодот, конечна е таа конечна дијагноза. дијагноза и нема потреба да се прави амниоцентеза. Меѓутоа, ако се покажи дека постои најверојатно хромозомопатија, тоа е промена на бројот на хромозомите, во тој случај се употребува агресивна, мислам инвазивна дијагностичка метода амниоцентеза за конечна дијагноза. Само тогаш. Тоа испитување, тој тест е малку поскап, тука се малку дилемите, понова метода да речеме релативно, зборам за години, кошта околу 700-800 евра, да речеме, и тоа е можда фактор кој ограничува да се одлучат за тоа. Меѓутоа постои алтернатива. Пред останатите методи, јас уште еднаш да ги потсетам гледачите дека на 6091-925 и 6091-924 добродојдени се вашите јавувања да поставите прашање до доктор Владимир Поповски, кој што е специјалист гинеколог акушер и денеска гостува во Фактор здравје во име и оддел на тимот на плодност од Битола, болница која што ви е достапна на 047 208 880, како и на plodnost.com.mk. Ке зборуваме денеска и за кор биопсијата, нешто што можеби не е познато за нашите гледачи, што вие го применувате во болницата Плодност од Битола, биопсија која што негира, односно потврдува постоење на понатаму малигно заболување на дојката. Па добро, тоа е биопсија еден начин на земање на ткиво, делови, парчиња од ткиво од во случајот од дојка. Меѓутоа јас земам, што немам средна вака на друго место да земат други центри во Македонија, и од промени на јајник. Сум земал и ке мажи, ке тумори од нога и од бели дробови може да се земат, значи секаде каде што постои некоја нова формација, тумор некој, кај што треба да се утврди градбата негова, за да се примени адекватно лекување, значи правилен пристап во зависност од природата, од градбата на тој тумор. Најчесто го користиме за дојка. Са малку чудно ке речите, значи, са гинеколог со дојка. Знаете, порано во одредени региони, например во Словенија, гинеколозите работеа и дојка, и оперираа дојка. И сега коментират, вика, дојката беше наша на гинеколозите, ма хирурзите ни ја зедоа. Така има една опаска. Значи, правиме, се вика core needle biopsy, на англиски, Кој што следува сигурно после мамографијата, каде што... Значи, таа инвазивна метода. Не се прави веднаш, што се вели, директно туку не се прави веднаш. Значи, она што викам јас дека има неинвазивни и инвазивни. Неинвазивните методи, како ехо, ултразвук, и мамографија, се оние кои одредуваат постоење на сомнение за некое посериозно заболување, зборам малигно заболување на дојки или некоја туморозна формација, која треба ние да верифицираме од каква природа е. Следен чекор е инвазивна метода. Се зема парченце, се ги има и поагресивни методи. Инцизион на целото или се вади парче, или само дел се вади парче. Ова е таа слика. Ова се фотографии, не е видео. Значи овде прво пробам со цитологија, значи со игла да се земе материјал само со обична игла, меѓутоа подебел не оди. Ево е тој инструмент, јас го носам и тука, после ќе ви го покажам. Да. Значи ова е тој инструмент, она е таа игла, се одредува местото, асистентот ја фиксира, ево таа игла под контрола на ултразвук. Значи често пати промените се многу мали по 1 сантиметар и мора да го погодите, ако го промашите ќе излезе дека е се во ред. Значи се влегува со оваа игла под контрола на ултразвук, се зема, ева сликата, ова е на ултразвук, контролата, кај што влегува иглата, вие не можете да забележите. Практично тоа е како пиштол се пука и се добиват, еве ги, во флаконот, ево го инструментот и во флаконот се парчиња од ткиво. Значи овде земе парчиња од ткиво кои што можат хистолошки под микроскоп да се анализираат и да се каже точно природата и типот на туморот да се примени адекватна терапија. Ево тој инструмент, јас овде ќе го покажам, инструментот, речи малку како... Само држате таа позиција неколку секунди. Тоа е тој инструмент. Пак ќе речам, со овој инструмент исто влегуваме ние, се зема и од дој. Јас земам и од овариум, од јајник. Зошто од јајник? Значи, бидејќи може да се работи, тумори на јајник потекнуваат од друго место, од желудник, од дојка и така натаму. Е многу битно за да се пред да се пристапи кон
оперативен третман или било каков третман, да се види за што се работи. Може да се случи, се случувало сегаш и ќе се случува, да тумор на јајник, рак на јајник се оперира и на крајот се најде дека тоа е метастаза негде од друго место, од желудник или од дојка и така натаму. Не зборам за кај нас. Мислам, да се избегне таа ситуација. Пак ќе речеме, немам средното одоварувам, мене вообичаена процедура ми е таа и во болница да правиме таа вообичаена. И како што рековте, се пука, се испукува како пиштол, па добро, нема како болка. пиштол се испукува, Да. како пиштол. Значи локална анестезија се става на местото на убодот, со иглата се влегува низ еден, се засекува 2 мм кожата, бидејќи малку поширок и се добивате парчиња, ленти практично, во широчина од 2 мм, должина од околу сантиметар, 2 сантиметри, зависи, и тоа се праќа на диагноза под микроскоп хистолошка. Да. Пак ќе речем, може и од секој место да се земи, кај што постои сомнение за некој. Дека што постои сомнение, кај што има тумор кој треба да се одреди природата на тој тумор. Кратко уште да ве потсетам дека имате уште малку време, доколку имате интерес во однос на денешната тема да поставите прашање, диагностички инвазивни методи во гинекологијата и акушерството, тема која што денеска ја доближуваме преку гостувањето на доктор Владимир Поповски, гинеколог акушер по специјалност од болницата Плодност од Битола. И она што денеска ни остане уште да го споменеме, тоа е уште офис хистероскопијата. Што тоа значи и од кога ја применувате вие во болницата Плодност Битола? По офис хистероскопија, практично тоа е метода со која се визуелно се гледа шуплината на матката, со еден оптички инструмент. Јас среднав во описот, вика панорама се прави на шуплината на матката и се тоа ме асоцираше како одите со автобус па гледате панорамски разглед на градот и така нешто. А таму има само шуплина. А таму, па добро, се дај да има само шуплина, супер би било, ама се да нема нешто друго. И, значи, еден панорамски разглед на шуплината на матката, се исполнува со течност, се убризгува течност, да, ова е тоа. Се гледа каналот на влезот на матката и шуплината. Овде сме во шуплината на матката, ова што го гледате овде, јас одбрав едно видео, имам многобројни видеа, се гледа полип. Значи гледате некоја формација на ехо, тоа е таа неинвазивна метода. Или пак жената има долготрајни крварења. Вие не знаете причината за тие крварења. Во тој случај се препенува оваа метода. Значи се обризгува, не се прави во анестезија, нема потреба. Амбулански се прави, многу е згодно Затоа и се вика офис хистероскопија. Да, офис, на англиски офис е, значи во амбуланта. Значи нема амбулански, нема некои посебни припреми, доаѓа жената, будна е ретко бара седација некоја или нешто смирување, се влегува во тенок инструмент оптички, на камера на монитор го гледаме ова ние, што вие сега го гледате. Светло се документира и офис хистероскопија, овој тип на хистероскопија може да се продолжи и во интервентна, мали интервенции. Пример, ова сега што го гледате може да се изрежи, да се отстрани овој полип што се гледа, или ако нема помали, ако пак е потребна поголема интервенција, во тој случај е класична хистероскопија, каде што се применува општа анестезија во операциона сала и така натаму и така натаму. Па сега, значи гледате, ова се што гледате, ова како израсток, овие тоа се 2 полипи на во шуплината на матката. Иначе амбулански се прави, трае 10-15 минути, жената после тоа станува способна е за сите обврски да се врати, да, се враќа во обичајните активности. Така да е одлична диагностичка метода. Ги споменавте полипите или она што на видеото го видовме, што освен полипите може како малформација или некое друго нарушување да се најде во матката, односно во шуплината, што оваа хистероскопија дополнително ви помага во однос на диагностичките процедури? Па кога се користи? Значи имате долготрајни крварења, необјаснети крварења. И вие правите визуелен преглед на шуплината, матка да видите од кај и така натаму. После се користи кај жени кои имаат на пример повеќе спонтани абортуси. Вие не можете да откриете директно причина за повеќе спонтани абортуси повторени. И тоаш една од причините може да биде промени во интегритетот, формата, некои промени во шуплината на матката да гледате. После во склоп на испитување за причини за неплодност. Жената не може да забрани да ви правите различни испитувања, едно од нив може да биде ова, во склоп на припрема на вештачко оплодување, да се евалуира шуплината на матката. Сега ние ако имаме крварења, се користи метода за киретажа. Ајте, под анестезија ја стружите, така да речем едноставно, цела шуплина на матката да отстраните сите тие патолошки израстуци и така натаму. Меѓутоа предноста на хистероскопијата што ако на слепо, да речеме, стружите цела шуплина на матката, овде гледате дека одите циљано
само на промените кои се наоѓаат. Може да бидете многу мали, така да нема потреба вие таква агресија да направите агресија, тоа се прави воопшто не се. Например, така агресија стружи на цела шуприна. Може да помени жената амбулантски само со да речеме устранување на тоа мал полип, да речеме, или нека промена која што е многу мала. Станува и се заменува без. Биејќи споменавте дека жени кои што повеќе пати имале спонтани абортуси или се подготвува за инвитро фертилизација, дали тоа значи дека кога ќе се направи таа киретажа или примена на офиски стероскопија, треба да има мирување, односно абстиненција од сексуални односи или напротив, тоа нема значење? Не, па тоа е предноста, тоа е амбулантска метода. Значи не одите во операциона сала, може да види во амбуланта се прави, не захтева некои посебни припреми и така натаму. Значи жената се прави, се визуализира. Не се дава никаква совет за абстиненција, за рестрикција на физички напор, активност и така натаму. Значи сите може веднаш се враќа, се враќа веднаш во враќање на тие сексуални односи, можности за спонтано забременување. Тоа никој не забременува. Мислам тоа е само, пак ќе речам, визуелен преглед дали постојат некои промени кои биле пречка за ова спонтаните абортуси или незабременувањето. И моето последно прашање кое што ќе го поврзам со кор биопсијата и токму со офис хистероскопијата, која е индикацијата или кај кои жени може тоа да се примени? Или дали има и во однос на кор биопсијата и во однос на офис хистероскопијата? Или дали има контраиндикации воопшто? Па не, кор биопсија сигурно се прави кај сите, единствено кај тие што имаат коагулопатија, викаме пореметување во згрушувањето на крвта, па примаат антикоагулант средства за намалување, спречување на прекомерно згрушување на крвта, пример аспирин земат. Па вие го прекинувате аспиринот за 3-4-5 дена, правите кор биопсија, да. Сега може тука да се е мала налагодност, мала болка, некош модрици ќе се јават и така натаму, меѓутоа тоа е минливо. Да, минливо не е некоја агресија, исто и за хистероскопија. Значи нема некоја рестрикција. Затоа викаме со овие можеме да ги наречеме, јас реков инвазивни методи, дури можеме да ги наречеме микроинвазивни методи. Веќе нема таква инвазија, агресија, да речем, ниту на организмот, ниту на органите. Да, ви благодарам за денешното гостување, за разговорот што објаснивме повеќе детали за амниоцентезата, кор биопсијата и ова последното, не помалку важно, офис хистероскопијата. Ако уште нешто остана што сакате да кажете, повелете. Па не, за крај јас би поставил прашање. Повелете. Вие стално не прашувате нас. Вие толку многу имавте гостувања, толку многу слушате за медицина. Дали некој сте помислиле да запишете медицина и да протрчате пред факултетот па да бидете лекар? Не, на маратон, на долго трчање ќе видам јас таму. Да, веќе и од септември бркам врски да се запишам. Конкуренцијата е силна, каде да се запишам и прашањето. Не знам, вие ќе се одлучите. Сакам стрека да одлучите. Ви благодарам, ќе ве консултирам кој е подобар факултет. Многу ви благодарам уште еднаш и среќен пат до Битола. Благодарам. Благодарам, ми беше драго што денеска се дружевме со доктор Владимир Поповски, специјалист гинеколог акушер од болницата Плодност од Битола, болница која што ви е достапна на 047 208 880. Со нови информации и нови можности за да го збогатите вашето знаење во однос на медицината и здравјето, ве чекам веќе утре на исто место и во исто време. До тогаш пријатен ден.